Англискиот принц Вилијам следната недела ќе отпатува за Естонија, што ќе биде негово прво патување во странство оваа година, а принцесата Кейт нема да го придружува, соопшти денеска Кенсингтонската палата во Лондон. Принцот од Велс Вилијам ќе престојува во Естонија на 20 и 21 март и тоа ќе биде негова прва посета на оваа балтичка земја, пренесува B92. За време на посетата, тој ќе ги посети и британските војници во кампот Тапа, кои се распоредени таму како дел од учеството на Велика Британија во операцијата на НАТО за заштита на неговото источно крило. Нивната главна задача е да покажат солидарност со сојузниците во алијансата, како и да ја зајакнат низината одбрана со цел да се одврати каква била потенцијална закана. Како што беше најавено, на ова патување нема да го придружува неговата сопруга принцесата Кейт, која постепено се враќа на јавните обврски по завршувањето на лекувањето од канцер минатата година. Кейт Мидлтон присуствуваше на прославата на денот на Комонвелтот во Лондон со својот сопруг пред 2 дена, откако го пропушти настанот минатата година. Вилијам ќе се сретне со претседателот Алар Карис за време на неговата посета на Естонија. Последното патување на принцот во странство беше во ноември минатата година, кога ја посети Јужна Африка, потсетува Експрес. Легендарниот актер Джин Хикман почина една недела по неговата сопруга Бетси Аракава, што може да ја улесни поделбата на неговото богатство од $80 милиони, пишува Daily Mail. Деталите беа откриени во питокот за смртта на парот, кои беа пронајдени мртви во нивниот дом на 26 февруари. Аракава почина од последиците на инфекција со хантавирус, а Хикман, кој се бореше со Алцхаймерова болест, почина од срцево заболување. Во нивниот дом беше пронајдено и нивното мртво куче, додека останатите 2 кучиња преживеале. Овие заклучоци до кои дојде канцеларијата на медицинскиот преглед во Њу Мексико и канцеларијата на шерифот во Санта Фе одговорија на голем број прашања што се појавија откако беше пронајден парот. Овие заклучоци би можеле да играат и клучна улога во поделбата на имотот на парот, кој го вклучува нивниот имот во Санта Фе од $3,8 милиони и други средства во вкупна вредност од околу $80 милиони. Нивниот имот може да се подели меѓу синот на Хекман и неговите 2 ќерки од неговиот претходен брак со Феј Малтезе. Како што објави еден странски медиум, временската рамка на нивната смрт е важна за тоа што според законот на Ново Мексико, доколку умреле во рок од 120 часа еден од друг, нивната смрт би била класифицирана како симултана. Ова може да влие на тоа како ќе се подели нивниот имот. Со оглед на тоа што Хикман почина 7 дена по неговата сопруга, овие одредби не важат. Многу детали за нивната смрт се уште не се познати, но се верува дека и двајцата напишале своји тестаменти или користеле трустови со даночна предност. Најчесто паровите си ги оставаат имотите во тестаменти, но со оглед на тоа што нивните документи се приватни, не се знае кои именувале Хекман и Аракава како наследници на имотот, велат адвокатите Кевин Холмс и Џон Будагер. Адвокатите рекоа дека има и други непознати кои би можеле да се откријат во наредните недели, а тие посочија дека можеби најголемата непозната е кој именувале за наследник. Тие рекоа дека не е невообичаено да се именуваат старатели, пријатели наместо семејството. Длабоко сме трогнати и почестени да објавиме дека Лена и Владимир ја освоија наградата за најтрансформативен филм на 31-то издание на меѓународниот филмски фестивал Седона. Меѓународен филмски фестивал во Седона, ова признание значи свет за целиот наш тим кој ги вложи своите срца и души за да ја оживее оваа приказна. Ви благодариме за ова неверојатна чест и за просветлувачкото искуство. Ние сме понизни и инспирирани. Благодарам на сите што продолжувате да ги поддржувате Лена и Владимир на ова звездено патување. Благодариме од срце, со љубов и благодарност, Лена и Владимир, напиша Тони Наумовски на својот профил на Facebook.
The Festival, најголемиот летен фестивал во Македонија, од оваа година ќе се одржува на нова локација. По 14 години во Дојран, нов домаќин на фестивалот ќе биде Штип. Фестивалот го промени и името, па од сега ќе се вика The Festival, што во игра на зборови ќе звучи исто The Festival. По години магични изгри сонца, музика под звездите и слобода на брегот на Дојран, време за ново поглавје. Полека и сигурно нашата Д заедница расте и како дете кое го напушта својот дом за да ги следи со ништата, така и Д Фестивал тргнува по нов пат. Ова лето, за јубилејната 15-ка, нашиот фестивалски караван продолжува кон Штип, обкружени со планина и река под Исарот, објави организаторот Пасвард продукција. Следното издание на фестивалот ќе се одржува од 4 до 6 јули.